Корупцијата во државата, јас сметам дека е на високо ниво секаде, не само во полицијата, и тоа за жал првиот момент на решавање на проблемот е признанието на проблемот. Така што се додека ние гледаме со розови очила и велиме дека нема корупција или има корупција само во полицијата, само во царината, па само тие ќе ги решиме и ќе ја решиме корупцијата, не. Корупцијата е буквално на секое ниво, ние се соочуваме со корупција и во образованието, за жал, се соочуваме со корупција и во здравството, се соочуваме со корупција и во општините и во катастрите и така натаму. Урбаната мафија знаеме дека секаде владее, така што неминовно корупцијата се осликува и има и во полицијата, меѓутоа сметам дека не треба акцентот на тоа да се става дека само во полицијата е корупцијата или дека во полицијата постои поголема корупција од останатите сектори во државата. Не сметам дека тоа е така, меѓутоа можеби за граѓаните звучно дека нели ете полицијата е таа што треба да го воведува редот, па таа е таа коруптивната, меѓутоа ако нешто ние реално сакаме да решиме во државата, точно дека треба да највеќе делуваме на полицијата, меѓутоа полицијата ја изработува работата до одредено ниво. Натаму продолжува обвинителството и продолжуваат судиите, така што ние сме сведоци и на многу моменти каде што полицајците си ја завршиле работата како што треба, односно целата полиција нели во тој поглед, меѓутоа понатаму судските пресуди и предмети не завршиле на начин на кој што очекувала јавноста. И ако сакаме ова да го решиме, треба да ја видиме и корупцијата во судовите, што протестот е генерално и за тоа, треба да ја видиме корупцијата и во јавните обвинителства. И еден предлог, нели, што потекнува од нашиот синдикат е повторно актуализирање на законот за потекло на имот. Ако ние сакаме реално да се справиме со корупцијата, законот за потекло на имот е единствениот тој што може да ни помогне. Додека ние не направиме искрен пристап со закон за потекло на имот, кој што ќе види од каде име имотот на политичарите, од каде име на судиите, од каде име на професорите, од каде име на полицајците и така натаму, нема да можеме ништо да решиме. Тој ќе биде единствен момент да веќе луѓето сватат дека криминалот и корупцијата се неисплатливи, затоа што тоа што нема да може да го оправдате, државата ќе ви го земе. Тоа дополнително ќе значи и дополнителни приливи во државата, нели, за понатаму да може честните и искрени вработени не само во полицијата, туку секаде да си го добијат тоа што го заслужуваат.